Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска е 4 мај 2016 година и многодневни настани кои ги одбележуваме во ова издание на вестите. По организација на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, работна единица Кавадарци, денеска се одржа презентација за користење на дозволени пестициди во органското производство, што представува почеток на една поголема кампања под наслов Од природата за мене, која е предвидена да се реализира во 8 плански региони. Директно прашање до Оливера Бичиклинска од Министерството за земјоделие, дали се смета дека земјоделците немаат доволно пестициди за органско производство за да можат да го користат во своето земјоделско производство, па токму оваа презентација во Кавадарци на оваа тема? Токму така, ние во Министерството го детектиравме овој проблем во целиот систем на органско производство кој како Министерство силно го поддржуваме. Тргнувајќи од субвенциите кои што се навистина повисоки во однос на конвенционалното производство и во регионот и највисоки во споредба со соседните земји и сите оние мерки кои ние во Министерството ги превземаме за да го подигнеме развојот на производството на органска храна во Македонија. Овој проблем е последниот со кој што фармерите дојдоа во Министерството и разговаравме, се разбира, на наша покана и веднаш потоа ги консултиравме големите фирмите кои што се занимаваат во Македонија со тргување, кои што увезуваат и тргуваат со препарати за дозволени за употреба во органското производство, да ги прашаме зошто немаат, бидејќи фармерите се пожалија. Меѓутоа, фирмите, еден дел барем од нив, со кои што заедно сме денес тука во Кавадарци и од тука и на која почнуваме нашата презентација, нашата кампања на овие производи за заштита, тука сме заедно да ги промовираме нивните производи. Сепак, сега за сега, во огромните палети на препарати за заштита кои што овие фирми ги имаат, имале по неколку, по 2 или по 3 препарати кои што се дозволени во органското. Се разбира, крајната цел ни е овие производи да ги доближиме до фармерите, земјоделските аптеки исто така, кои што ги покануваме на овие презентации, да ги разберат бенефитите од овие производи и да ги препорачуваат не само на органските производители кои што сега веќе ќе бидат информирани дека сепак постојат во Македонија вакви производи, можеби моментално регистрирани се десетина во Македонија, но ако ја подигнеме свеста, бројката верувам за скоро време ќе биде поголема и ќе имаме повеќе препарати за заштита во Македонија, а аптеките сакаме да ги поттикнеме да ги промовираат овие средства за заштита, бидејќи на наше големо задоволство во нашата земја постојат региони каде што многу региони мощне често можат производите за заштита, овие органските, да се употребуваат и во класичното земјоделство. Не мора секогаш да се употребува хемија, сите стремиме кон здраво живење, здрав начин на живот пред се преку внесување на здрава храна како што е органската. Разговараме и со Сузана Картавалиева, таа е директор на Државната фитосанитарна лабораторија. Колку во Македонија се води грижа за здравата храна и што помалку да има хемија и пестициди во земјоделските производи кои се произведуваат овде? Особено во последните 3 години, откако се акредитираше мултирезидуалната метода за одредување и квантификација на резидуи од пестициди, согласно меѓународни стандардизирани методи, какви што постојат и во европските и светските лаборатории, грижата за безбедноста на земјоделските производи и нивните преработки порасна значително. Морам да кажам и напоменам во оваа прилика дека сето она кое што се произведува поминува низ лабораторијата, се детектира евентуално ако има некоја содржина на одреден пестицид кој што е над максимално дозволените граници согласно европската дата база, во тој случај истиот производ не смее да се пушта и не се пушта на трговските пазари, што значи дека консументите се заштитени од консумација на таква небезбедна храна. Она што е интересно е дека исто така и увезеното производство се проверува во лабораторијата и само безбедните производи, оние кои што се декларирани дека се со остатоци од пестициди во рамки на дозволивите или пак се без пестициди може да влезат и понатаму да се дистрибуираат во трговската мрежа во Македонија.
Денеска одбележена годишнината од борбите што во 1944 година се воделе во реонот на Дреновска клисура. Сојузот на борци кавадарци денеска одбележа 72 години од борбите што се воделе во реонот на Дреновската клисура помеѓу борците на 2-та, 9-та и 10-та македонска ударна бригада и германските војници кои од Африка преку Грција се повлекувале преку Тиквешијата за Германија. За овој настан, како и за 113 годишнината од загинувањето на Гоце Делчев и 104 години од загинувањето на Пере Тошев, еден од идеолозите на Македонската револуционерна организација, пред спомен саркофагот на Пере Тошев, говореше професорот по историја во гимназијата Добри Даскалов Кавадарци Мики Камчевски, а делегација од Сојузот на борци положи свежо цвеќе. Професорот Камчевски рече дека во борбите околу Дреновската клисура биле уништени поголем број на оклопни возила, заробени и убиени поголем број германски војници, а загинале и 54 борци на 2-та, 9-та и 10-та македонска бригада. Ова година се навршуваат 72 години од борбите што се водеа на патниот правец Прилеп градско Велес, кај Дреновската клисура, кај селата Дреново, Фариш, Никодин и Ракле. Борби во кои животот го дадоа повеќе од 50 на млади борци од 2-та македонска ударна бригада, 9-та, 10-та и 11-та македонска бригада. Во средината на 1943 година, Тиквешијата како централно место на 3-та оперативна зона одигра множна значајна улога во севкупниот разбој на народно-ослободителната борба во Македонија. На 14 мај 1943 година беше формиран партизанскиот одред Добри Даскалов, една од најзначајните и најкрупни партизански единици во тој период во Македонија. Во септември беше формиран баталјонот Страшо Пинџур, а во октомври вториот баталјон на 3-та оперативна зона. И конечно на 20 декември 1943 година се формира прославената 2-та македонска ударна бригада. Борбите во овој реон започнаа на 22 август 1944 година, кога единиците на 2-та македонска ударна бригада извршија успешни акции во реонот на Дреновската клисура на патот Прилеп градско, при што беше нападната моторизирана германска колона која се повлекуваше од северна Грција. Во оваа борба беа убиени 13 германски и 3 бугарски војници. Поголем број беа ранети, а беше запленето и поголемо количество оружје, муниција и воен материјал. Веќе наредниот ден нападната е уште една колона од 12 германски камиони и блендирани возила, при што 3 од нив се уништени, а останатите се приморани да се повлекуваат кон Прилеп. Во оваа борба беа убиени 12 германски војници и запленето големо количество оружје, вклучително и еден германски топ. Значаен успех борците од 2-та бригада постигнаа и на 1 и 2 септември 1944 година, кога го разрушија тунелот и мостот на реката Бабуна, со што железничката пруга Прилеп-Велес до крајот на војната беше онеспособена за сообраќај. Почитувани дами и господа, действијата што ги извршија единиците на 2-та македонска ударна бригада, 10-та и 11-та македонска бригада придонесоа да се извршат задачите поставени од врховниот командант на Нов Ипој. Со овие акции во многу беше отежнато повлекувањето на германските фашистички окупатори од Грција кон Германија, факт што лично ќе го признаа и командантот на групата армии генералот Лер. Најголемиот дел од борците на 9-та и 10-та бригада беа млади луѓе, некои од нив штотку мобилизирани без војничко искуство, што ова беше нивна прва борба и сега требаше да јуришаат против германските блендирани возила и тенкови, што можеби беше и решавачко за исходот на оваа битка. Во близина на Дреновската клисура, каде што животот го дадоа повеќе од 50 на млади борци. Нека им е вечна слава. Со пригодна свеченост, денеска Основното училиште Гоце Делчев во Кавадарци го одбележа патрониот празник и подпиша меморандум за соработка со Основното училиште Алекса Шантич од Углевич, Република Српска. Горди што го носат името на големиот револуционер Гоце Делчев, учениците и вработените во Општинското основно училиште Гоце Делчев во Кавадарци денеска го одбележа патрониот празник. Празнувањето започна со полагање на букети цвеќе на бистата на патронот во училишниот двор. Денеска меѓу другите букети положија и делегација од локалната самоуправа, од Основното училиште Алекса Шантич од Углевич и од гимназијата Курт Николин од Шведска.
Свеченоста започна со интонирање на химната на Република Македонија, пошто одекна песната за Гоце како химна на училиштето. По настапот на пијано на ученичката Зорица Јовчева на присутните гости им се обрати директорката Весна Крстева и ги истакна заложбите и успесите на училиштето, која годинава одбележува 41 година од постоењето. Денес го славиме патрониот празник, го славиме името на големиот великан на македонската национално ослободителна борба Гоце Делчев. Од плејадата борци револуционери во крајот на 19 век, високо се издигна името на Гоце Делчев, кој подоцна стана символ на борбата за слобода на македонскиот народ. Личноста на нашиот патрон е достојна за почит, а неговото дело представува наша вечна инспирација за многу идни генерации. Горди сме што ово училиште го носи името на големиот револуционер Гоце Делчев. Голема чест и задоволство е кога името на Гоце Делчев Кавадарци се споменува паралелно со имињата на нашите ученици кои високо котираат на преварувачките листи на локално, регионално и државно ниво. Нашето училиште храбро чекори по скалилата на успехот и гордо го носи името на нашиот револуционер Гоце Делчев. Времето е милива категорија, а неговата вредност не се мери со броеви, туку со дела. Единствено, тие ја имаат моќ да зборуваат за човекот, за тоа што направил и што оставил за себе. За нашите успеси стои многотрофна работа, која бара добри организаторски способности, многу вложен труд и време. За нас е година запаметена со успеси и надпревари и презентации кои го офрагираат училиштето во локалната средина, во општината, во републиката и на меѓународно ниво. Секој нов предизвик за нас представува нова цел. Ние и понатаму ќе работиме со исто темпо, настојувајќи да бидеме подобри, поуспешни и да постигнеме што можно позорите резултати за нови предизвици и искушенија. Поздравувајќи го потпишувањето на меморандумот за соработка, директорот на основното училиште Алекса Шантич од Углевич, Република Српска, Сретен Лукич, кој го изрази задоволството од досегашната соработка со училиштето Гоце Делчев, потврди со мудроста дека добрите луѓе лесно и добро се разбираат. Негова желба и по многу години кога потпишаниот меморандум ке пожолти некои нови ученици, некои нови клинци да речат дека им благодарам на Сретен и Весна, тогашните директори на училиштата, за воспоставената соработка. Свеченоста продолжи со прогласувањето на првенците на генерацијата Марија Ѓорчева, Анастасија Иловска, Кире Наумчев и Кристина Досева, додека за континуиран одличен успех беа наградени Добринка Сотирова, Никола Крстевски, Андреј Костов, Стефан Младеновски, Софи Гајтановска и Софија Стојанова. Со букет цвеќе беше наградена и директорката Весна Крстева за успешно функционирање и добро координирање и организирање на работата на училиштето. Награда за пензионирање доби Цвета Ковачевска, а за 20 години работен стаж Николинка Илиева. Заслужени награди добија и творците на прозни, поетски и ликовни творби, пошто свеченоста продолжи со богата културно-уметничка програма, песни, стихови, драматизации и ора, во кои се опејува животот и делото на патронот Гоце Делчев. И учениците и вработените од Општинското основно училиште Пере Тошев во Росоман денеска го одбележаа патрониот празник. Со скромна културно-уметничка програма, учениците и вработените во Општинското основно училиште Пере Тошев Росоман денеска го одбележаа патрониот празник на училиштето. Се одбележаа 104 години од смртта на Пере Тошев. Делегации предводени од градоначалникот Стојан Челазов, представници на локалната самоуправа и на училиштето положија свежо цвеќе на споменикот на револуционерот Пере Тошев. Беа доделени повеќе награди на ученици за постигнати успеси на општински, регионални и државни надпревари, како и награди за ученици кои се истакнуваат со континуиран одличен успех. Наградени беа и најдобрите творби од учениците кои учествувале на литературниот и ликовниот конкурс кои биле распишани во училиштето. Директорката на основното училиште Пере Тошев, Мирјана Димова, во обраќањето пред присутните, искажа благодарност до родителите што се вклучуваат во сите проекти на кои работи училиштето. Училиштето треба
да ја јакне само довербата на ученикот, да ја поттикне свеста за собствената индивидуалност, но и одговорноста за своите постапки, да ги развие креативноста, толеранцијата, соработката, културните и цивилизацијските вредности, унапредување на здравиот начин на живење. Основното училиште треба да ги охрабрува учениците да ја откриваат својата посебност, но и активно да се подготвуваат за одговорен живот во демократско граѓанско општество. Сето тоа е предизвик пред кој стоиме сите ние како чинители на воспитно-образовниот процес. За правилно насочување на учениците потребна е заедничка соработка помеѓу училиштето и родителите. Затоа ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на сите родители кои несебично се вклучија во голем број проекти и активности. Честитки до сите наградени ученици и нека ни е за многу години денот. Денеска се прославуваше патрониот празник и во Општинското основно училиште Гоце Делче во Неготина. Со положување на свежо цвеќе на спомен бистата поставена во училишниот двор, учениците и наставниците од основното општинско училиште Гоце Делчев од Неготино денеска го прославија празникот на својот патрон, македонскиот револуционер, херој деец и срцето на македонската револуционерна Македонија Гоце Делчев. Во рамки на прославата беше прикажана и културно-уметничка програма од учениците и училиштето, на која беше присутен и градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов и бројни гости, а свое обраќање имаше и директорката на училиштето Весна Јованова, која говореше за постигнатите резултати на учениците и наставниците, како и раководниот тим на училиштето. Како институција, достоинствено го носиме името на нашиот патрон Гоце Делчев и доследно ја следиме неговата искажана мисла. Јас го разбирам светот единствено како поле на културен надпревар помеѓу народите. Со гордост би кажала дека многобројните проекти, многобројните награди и места освоени како на регионални, така и на државни надпревари го потврдуваат успехот на нашите ученици, наставниците и училиштето, со што ја продолжуваме традицијата и епитетот на успешно училиште. Ја чуваме традицијата како нешто свето и како жив оган ја пренесуваме низ времето. Чекориме во светот на науката, исполнителноста, креативноста и успешноста. Продолжуваме и понатаму со стремеж кон исполнување на нашата визија, а таа е современа, модерна, ефикасна и квалитетна настава, прилагодена според потребите на сите ученици од различни етнички заедници во една безбедна и позитивна училишна средина со меѓусебно почитување. Затоа, во оваа пригода би искористила можноста да изразам голема благодарност во името на учениците и вработените во училиштето за поддршката која дава локалната самоуправа. Да се заблагодариме за несебичното залагање и придонес на градоначалникот на општина Неготино господин Ванчо Апостолов и Министерството за образование и наука за санација и реновирање на спортската сала во нашето училиште, а воедно да се заблагодарам и на блок-дотациите од општината со кои се овозможи термоизолација и изработка на фасада на нашето училиште, се со цел за воспоставување на здрава клима и подобрување на условите за работа во училиште. Во рамки на прославувањето на патрониот празник беа доделени и наградите и дипломите за најдобрите од распишаниот конкурс по македонски јазик за креативно пишување во стихови или проза на непозната тема, а истите беа прочитани и пред присутните. Едукативен и забавен зелен караван денеска ја посети детската градинка Фема Кулако во Неготино. Едукативниот и забавен зелен караван денеска ги посети најмладите во Неготино, односно дечињата од детската градинка Фемо Кулаков во Неготино. Преку креативни, интерактивни и едукативни активности поддржани од познатата нутриционистка доктор Драгица Зенделовска, дечињата, но и присутните родители научија за значењето и консумацијата на здравата органска храна, здравите навики и грижата за сопственото здравје, а готвија и дегустираа здрава органска храна од производите и рецептите на
програмата Healthy Food на компанијата Зегин. Ова е една од најпозитивните работи до која сум работела сега во Македонија. Во суштина се обидуваме децата од најмали нозе да ги научиме на здравите навики. Буквално едни основни информации, меѓутоа правиме и рецепти кои што ќе им покажеме дека здравата храна е добра храна и вкусна храна за јадење, така да се надевам дека една добра енергија ќе шириме со зелениот караван низ Македонија, заедно со мене и со поддршка секако како спонзор од Healthy Food Зегин. Се надевам дека ќе биде така затоа што во овие дискусии, кратки панели што се направени за деца од 5 до 6 години, учествуваат и нивните родители, така да им даваме можност дури и на родителите да прашаат нешто ако не е јасно, а до децата брз се обидуваме накратко да допреме со некои основни информации за да го раздвижиме тој инстинкт за здрава исхрана. Во суштина со здравата храна треба да се почне многу порано. Значи, дури уште кога се дома и кога првата храна ја вкусуваат, треба да биде здрава храна. Меѓутоа тоа е избор на секој родител и верувам дека не постои родител кој што не би предизвикал нешто за да неговото дете се храни здраво. Се прават грешки, и тоа многу, понекогаш мислејќи дури и дека јадеме здраво, не јадеме здраво, значи правата комбинација исто така треба да биде здрава, не само да бидат здрави намирниците. Меѓутоа се обидуваме во последниве неколку години да ја раздвижиме свеста околу здравата исхрана пред се ради болестите кои што се појавуваат многу порано. Кај децата е многу битно да се направат здрави навики пред се ради дијабетот и ради гојазноста со која што се бориме последниве неколку години. Така да колку порано и родителите настојуваат нивните деца да се хранат здраво, толку полесно би можеле да ги избегнеме ризиците од појавата на дијабетот и на дебелината. За директорката на Неготинската детска градинка Весна Нацева, ваквите едукации за здравата храна се многу значајни за децата и додаде дека градинката секогаш внимава на квалитетот на храната која им се нуди на децата. Денес во нашата градинка се одржа една едукација за конзумирање на здрава храна и нејзино значење. Оваа активност е поддржана од агенцијата Маркетинг Микс и ги поздравувам. Денес имавме покането и родители со цел заеднички да ги промениме навиките на исхрана кај децата. Ние во градинката веќе подолго време обрнуваме внимание на храната што ја примаат децата и затоа еве слободно можам да кажам дека се повеќе на децата од градинката им даваме свеж зеленчук и свежо овошје. Зеленчукот и овошјето покрај тоа што го конзумираат децата како свежо, зеленчукот го примаат и како обработено, се со цел да се користи што повеќе и да се конзумира здрава храна. Инаку зелениот караван е во организација на агенцијата Маркетинг Микс, поддржан од компанијата Зегин, преку кој повеќе од 2200 дечиња од вкупно 19 градинки низ целата држава се едуцираат, забавуваат и дружат благодарение на зелениот караван, кој ќе трае се до почетокот на месец јуни. Библиотеката на Тркала од караванот бројки и букви денеска престојуваше во Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот во Кавадарци. Денес во училиштето Димката Ангелов Габерот сме домаќини на луѓето од караванот на бројки и букви, поточно на библиотеката на Тркала. Во склоп на проектот преку УСАИД, чекор по чекор, заедно работејќи со компонентата вклучување на семејството и заедницата, која што има за цел да го подигне интересот кон читањето и математиката кај најмладите ученици. Денеска, преку ова специјализирано наменско возило, учениците од најмалите одделенија, прво, второ и трето одделение, имаат можност да се запознаат со повеќе материјали дидактички и со повеќе книги, за да може да го унапредат своето знаење од областа на математиката и на македонски јазик. Во рамките на истиот проект, значи се одвива и во месец мај ќе се одвива тестирањето на учениците од прво, второ и трето одделение за математичка и јазична писменост, поточно насловени како ЕГРА и ЕМНА, кои што имаат за цел да го видиме нивото на описменувањето и развојот на учениците од прво до трето одделение.
И самите гледате дека учениците со задоволство ја прифатија ова активност, поради тоа што возилото е специализирано, наменето, со интересни содржини, со аудиовизуелни содржини, преку кои учениците попластично и на поинтересен начин се запознаваат со лектирните изданија кои што во текот на учебната година ги реализираат. Синоќа во галеријата на Домот на културата Иван Масов Климо беше промовиран третиот роман на Сузана Турунџиева "5 минути" заедно со нејзина изложба на цртежи. Романот 5 минути е неверојатна приказна за потрага по добрината и безусловното пријателство, вели Сузана Турунџиева. Станува збор за нејзиниот трет роман, кој таа во Кавадарци го промовира убаво спакуван како подарок на публиката 3 во 1, односно заедно со нејзините цртежи, настанати во период кога музиката многу и недостасува и се разбира со нејзините песни. Таа верува дека секој од нас има свои 5 минути кои ги пропуштил во животот и смета дека нејзината приказна 5 минути може во целост да ве промени и да ве научи како да ги препознаете минутите кои не треба да ги пропуштите. Инспирација за нејзиниот роман е писмото 5 минути кој нејзината ќерка Лора Турунџиева го испраќа до нејзиниот татко. Јас од мојата мајка научив да бидам хумана, научив да се борам во животот и научив многу битни лекции, но и многу што допрва ме чекаат. Нема да должам многу, би сакала да се заблагодарам на мојата мајка, што како дел од овој роман и како дел од содржината се наоѓа и моето писмо во проширена форма. Писмо за кое што ми требаше многу храброст да го напишам. Писмо кое што сум сигурна дека сите деца кои што пораснале во детство како моето би го напишале. И писмо кое што мојата мајка вика, јас се прашував дали нешто сгрешив во твоето растење, но сигурно сум дека мојот татко не би се запрашал дали нешто сгрешил, бидејќи ете тој мене ме напушти на некој начин. На некој начин и јас него го напуштив после моето писмо. Дали е толку нехумано да не се сеќаваш на датумот на своето дете кога се родило? Да појаснам нешто во врска со ова што Лора го кажа во вториот дел од нејзиното излагање, дека 5 минути не се нејзиното писмо. 5 минути се само настанати како резултат од енергијата која се разбуди во после она нејзино писмо, после она нејзина искрена исповед која таа јавно ја сподели на Facebook. И токму во сите тие болни, тешки редови кои што беа прилично тешки за поднесување, и смислам дека секој родител и секое дете кое живее во некоја слична таква приказна се пронајде барем делумно во тоа нејзино писмо на отфрлено дете. Јас бев исто така затекната како и многумина и неспремна да го прочитам тоа писмо, бидејќи не знаев за тоа писмо, барем за првиот дел не знаев дека постои, бидејќи таа подготвила и втор дел од писмото кој за среќа не го објави. И јас ја молев дека ако не го објави вториот дел од тоа писмо во кое беа напишани уште потрогателни случки на кои таа единствено се сеќава, а сепак не беа за споделување во јавност, и јас и ветив дека ќе го селектирам тоа напишаното и ако ми вети дека нема да го објави, јас ќе го објавам во некоја од моите следни дела. И читајќи го тоа писмо, го препрочитував 2-3 пати таа една доцна јануарска вечер, крајот на јануари месец, и се што ми остана во главата од тоа тешко писмо беа тие едни 5 минути. Дека Лора ништо не знае за нејзиниот татко, освен што слушнала од луѓето дека зборуваат дека татко и не успеал да ги искористи своите 5 минути во животот. Токму така се случија овие 5 минути. Мојот трет роман, кој е прв неавтобиографски, предходните два беа автобиографски, врзани за мојот личен живот, за сите случки, настани и луѓе кои што го обележаа моето постоење. Овде во 5 минути е тргнато во потрага по добрината, по среќата и по сето она по кое ние безусловно трагаме секојдневно, од денот од кога сме свесни за себе, за нашето постоење, за нашата мисија, зошто сме дојдени на овој свет,
па се до крајот на животот ние трагаме по препознавање на тие фамозни 5 минути. Убавата атмосфера на промоцијата ја збогати и низината помала ќерка, која им подели великденски подароци на присутните гости. Синоќа во Центарот за култура Ацо Ѓорче во Неготино се одржа традиционалната етно изложба Великден 2016. И годинава Центарот за култура Ацо Ѓорчев од Неготино со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија ја организираше традиционалната етно манифестација Великден 2016. Целиот настан се случуваше синоќа во фоајето на Центарот за култура, на кој свое обраќање имаше директорката Мирјана Јованова, која истакна дека е задоволна што оваа манифестација полека прераснува во традиција и секоја година масовно се одбележува. И оваа година Центарот за култура Ацо Ѓорчев од Неготино го одбележа Великден, организирајќи ја оваа изложба која за разлика од минатогодишните се изложени рачни изработки на стари везени работи, а се изложени и великденските јајца кои учениците ги изработија на креативната работилница која ја организиравме изминатата недела, вели директорката на Неготинскиот центар за култура Мирјана Јованова. За значењето и обичаите на овој голем христијански празник Великден говореше свештено лице од соборниот храм Свети Атанаси Неготино, отец Сараф Иванов. По завршувањето на официјалниот дел најмладите играорци од културно-уметничкото друштво Ацо Ѓорчев од Неготино пред присутните се представија со неколку ора, а подоцна им беа поделени великденски јајца со кои меѓусебно се кршеа. Беше поделен и великденскиот колаж за здравје, а манифестацијата заврши со неколку ора на фолклористите. Времето утре умерено облачно со умерен повремено засилен северен ветер. Локално ќе има услови за слаб дожд. Температурата ќе достигне до 19 степен. Во наредните денови ќе биде посончево и потопло. Во попладневните часови со локален дожд и со услови за ретка појава на грмежи. Најнестабилно ќе биде во сабота, кога на повеќе места ќе има пороен дожд со грмежи. Информацијата за времето беше последна во ова издание на вестите. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.